Не зборувај паралелно со мене, нема да се надвикуваме. А не сега да ни држи он пресконференција на некој... Благојче, се извинувам. Моја проценка дека требаше да се даде информација во врска со ова иницијатива што беше предложена. Се јавам по дневниот ред. Каков дневниот ред? По дневниот ред се јавам, јас сум предлагач на дневниот ред. Се јави самиот градоначалник во врска за дневен ред, како што вели тој предлагач. Он го предлага. По која точка од дневен ред он дискутираше денеска како предлагач, му дадовте право да става информација која што се одвивала у некои си партиски простори на некоја политичка партија. Значи, вие и давате право само на градоначалникот, а и не им давате право на советниците. Значи, дали вие сте председател на советот или сте председател на градоначалникот? Чии права браните вие? Кого представувате вие? Ние не дојдовме до утврдување на дневен ред. Јас ви кажав какви иницијативи стигнаа до мене како председателка на совет. Срамота е ова што го правите. Да си правите јефтини политички поени, демек вие сте 2 месеца луѓе на улица нема никде, сега вие у штаб на ВМРО сте дискутирали, сте донете закон. Ајде, 2019 градоначалникот бил Почитувана председателка, Не знаем дали ни исклучива, вие градоначалник не донесае закон. ама ја прескокнавте мојата предлог точка која што ви беше доставена уште предвадена на официјалниот мејл, што не е коректно. И тоа е нешто за кое што разговаравме и лично. Јас се извинувам што не сум отворила мејл што ми е службен, туку приватен постојано затоа што се уште ги користиме приватните мејлови. Имало иницијатива која вие не сте го ставиле за предлог на дневниот ред, бидејќи ние не сме компетентни, а и давате право на градоначалникот да зборува за истата тема, зашто ние не сме компетентни. Сконцентрирайте се 2 минути, ви молам. Градоначалникот има право да учествува во седниците на советот, има право да информира. Тоа е негова надлежност. Како председателка на совет сум одлучила и имам потреба да ги информирам кумановците како стојат. Да го толкувате деловникот на начин на кој што на неутврден дневен ред му давате на градоначалникот за право да се образложува и при тоа на истиот тој неутврден дневен ред го лишувате советот од потенцијална дискусија по оваа точка. Сега, што ако јас побарам Игор Липковски и Маријан Стошевски нас да не известат на некоја среба таму што зборува за посета за чајатина, бидејќи вие така си проценувате дека некој треба да дава информации. Сега они седеле у кафица, се сликале за посет. Само слушате ме, председателка, слушате ме, значи Почитувана председателка, ово очигледно отиде во некоја друга насока каде што ќе искажуваме некој вербален примитивизам, што не ми беше намера.